Благодарам. Почитуван колега, премногу е сериозна темата, за да така лаконски си даваме меѓу нас карактеристики кој лаже или кој не лаже. Значи, овде излегуваме сите со предлог законот пред нас и сите оние законски решенија што беа донесени во изминатиот период, пред и ние да дојдеме во парламентот. Зошто сите, па и јас ке ве прашам, сакате да се опирате и да кажете дека законот и ова што се прави е уставно? Значи, законот се става над уставот, согласно член 5 од амандманот, односно, зошто и вие сакате да се оправдате околу ставањето на европското знаменце пред самиот закон. Доколку бевте толку многу храбри, тогаш ќе го отворевте уставот со двотретинско мнозинство и овие измени ќе ги направевте така. Направите вешто манипулирање на македонскиот граѓанин. Никако со флоскула на национализам, чисто на она што значи законски. Еден закон не може да биде над уставот. Европското знаменце всушност значи хармонизација, ние сме носели многу закони тука, и се наведува со кој член од Европскиот закон. Зошто се врши дискриминација на другите јазици и зошто од мултиетничко општество правиме национално? Зошто времето пред локалните избори, од дилот што го имате направено со демократската за интеграција? За нешто што вие 2011 година, кога ние како ВМРО-ДПМН всушност го вршевме изменувањето и дополнувањето на законот, кога Радмила Шекеринска овде, да не ви цитирам, кажуваше дека ние вршиме предавство, ние вршиме надвор од рамката на Охридскиот рамковен договор и ние со измените 2008 година, каде што кажавте дека е се направено. Вие не знаете, тоа беше збир на одредбите од посебни закони кои го редува ова прашање и кој беше направено 2001 година повеќе законски решенија. Тоа беше исполнувањето на Охридскиот рамковен договор, согласно последното 2011 година и каде што се заокружува тој процес. Ова е надвор од секаков процес на усогласување на закони во делот на рамковниот договор. И повеќе не го говорете тоа. Зошто кажувате лага на колегите кои ви ги цитираме одредбите? Почитуван колеги, не сакам да ве навредам. Меѓутоа, вие овде не убедувавте дека нема тиранска платформа. И сега овој закон произлегува од таа тиранска платформа. Тој закон влезе во собраниска процедура. Ние само кажуваме што не е во тој дел добро и силно се опираме.